Наде ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата Мој збор, која ќе се емитува на Радио Мост, исто така ќе ја емитуваме и на YouTube платформата на Мој збор. Го правиме овој проект во соработка со Prosperium Films и се надевам дека ќе имаме убав и плоден разговор и дека нашите пред се гледачи и слушатели ќе бидат задоволни од овој разговор. Ти благодарам уште еднаш што си моја гостинка. Јас исто така се надевам дека ќе имаме овој разговор, но прво да се благодарам на поканата нејзе. Мило ми е што сум тука, мило ми е што те зборуваме, мило ми е што ето, ќе бидат тема на разговор да иде книги. Кога ја правевме најавата, кога се слушнавме нели во приватен разговор, морам да откријам еден сегмент од нашиот разговор заради тоа што навистина бев импресионирана од тоа што ми го кажавте. Инаку вие сте по вокација новинар и целиот свој живот имате работено како новинар и кога ве прашав како сте го пронашла патот да се занимавате со пишање од збори и да се занимавате со писателската дејност, ми кажавте, ми откривте дека како новинар сте биле соочени со предизвици да научите од малку информација да создадете синтеза многу богата и да го проширите тоа во 5 страни, и исто така кога ќе добиете текст од 5 страни да ги извлечете само најбитните информации. Колку новинарската професија вас ве одреди како писателски идентитет? Искрено речено, мене, значи, ако треба да правам граница меѓу авторството и јас се уште викам авторство, некако писател ми е голем збор, авторството и на новинарството, би рекла дека многу се близко и многу се далеко. Значи, многу се близко затоа што е тоа креативна работа, и новинарството и пишувањето разказни книги. Многу се далеко, затоа што сепак ова е, да речеме, нешто на што треба да се концентрираш на подолго, а новинарството нешто што го работиш во моментот и што циркулира нон-стоп. Значи, зависи дали известуваш, дали пишуваш теми, или да зборуваме со повеќе видови на новинарство. И сега, јас по мојата кариера, значи започнав во дневен весник, па работев во неделен весник, потоа помина во двонеделен весник, 17 години таму, и тие 2019. Понатаму, значи, повеќе се десетина години во месечни. Значи, јас сум ги поминала тие пишано новинарство, тие скали од притисокот на дневното новинарство, па се до уредништво. Што бев главна одговорна уредничка на Грација, на Дари Радија, и на уште 4-5 испитанија, сега не знам дали да ги набројувам сите. Така, мене ме интересира оној премин, како го направивте скокот, клучната одлука, кој беше моментот кога пресековте дека ќе се занимавате со книжевност, со авторство на книги и ќе преминете од новинарство во нанова? Нема пресек, значи јас паралелно се занимавав и со едното и со друго. Пишање од збор до мене што од дете, од малечка, значи, кога сум научила да читам, книгите ми беа пасија. Значи, многу мала научи да читам на 5 години. Значи, од сликовниците преминав на книгите, од книгите на поголемите книги, на класиците и така. Значи, од секојаш книгите ми биле љубов, воля. А новинарството ми беше жел да ја работам. И сега, јас додека си работев во новинарството, јас си го користев слободното време да си пишувам. Значи, првиот разказ што е во куплата на како се вика, е напишан пред книгите, и тоа е напишан кога Кефан имаше 5-6 години, кој се на неа и посвети. Значи, тоа е многу одамна, да речем 30 на години има. Така, што ни е вистина. Значи, тоа е може би мојата одлука во авторството, што пишувам повестни книги. Така. Во вашето претходно излагање напоменавте дека од скромност не би се истоветила со епитетот писател, повеќе преферирате за себе да говорите како автор. Која е некаде разликата, демаркационата линија што можеме да направиме? Постои разлика, меѓутоа сметам дека јас лично сметам дека да писател е некој што тој живот пишува книги, што има многу книги, квалитетни книги, наградувани книги, така. А јас, да речеме, се појавив со моите книги, јас и тој живот пишува. Јас се појавив со едните некои години, 20-30, да речеме. Иако моите книги се овие двете се предходно напишани, Алексија минатата година пишувана, ама почната истородавно, така да са завршено, да речем.
А идејата воде до нацртот како ќе се светла, тоа е стара прикладна која јас се разходам. Така. Меѓутоа, можеби од скромност не сакате да кажете дека сте писател, меѓутоа го имате највредниот суд можеби за еден автор, за еден писател, а тоа е судот на публиката. Јас знам дека Ќерката на дрвосечачот, вашиот прв роман, најде на огромно одушевување и прифаќање на публиката и мислам дека скоро цела година беше најпродаван роман во Македонија, доживеа неколку изданија. Имате интересна приказна како сте започнале со пишување на романот, многу спонтано, па дали би сакале да ја раскажете еве за нашите гледачи? Ќерката на дрвосечачот, јас цело време ќе викам Дан во главниот јунак, затоа што така ми беше првиот работен наслов, да речеме Дан, се после тоа сме кај Биканери. Па има во консултација со луѓе од издавачството, дека е добро да се стави некој поатрактивен наслов и како и преступник. Насловот ја избира од книгата. Значи, јас сосема случајно, бидејќи така пишува во меѓувреме разказчина, и книгата цел живот сме зовела наша книга. Значи, јас кога него да мислела дали тоа ќе биде роман, така, така, ама така да наша. Дали се сеќавам тоа да ми го кажува во едно интервју, значи да Дракичев, кога имах 11-12 години, знаеше дека јас не сакам да пишувам разкази, да била тексти, новини, писателите, новина, концерти и такви работи, и само да гледаше. Братичев го тајси по книгата, и јас имах почната некој детско романче тогаш со мојата Джейн, којто веројатно под влијание на книгите што се читала како дете, и мојата Джейн така беше замислена како излегува од дворот на мајка ми, а тргнува по правливиот пат, кога ќе решав квартирам, ако оди по патот и тргнува да ми стражува себе. Никаш не го кажа, тоа е нормално, да се би премала, знаете, 12 години. Ама, значи, таа желба поеела од мене. И во еден момент, не знам точно да ви кажам кога почна, да се сега се работат некаде 2 години, а 2000-та главната се завршена, значи съм ја почнала некаде 2 години, како ми доаѓа, 1999 година. Знам дека беше лето, бевме впечатлени, бидејќи е село таму, ето така да во природа и тоа се, а јас како новина сега да одам, значи хартија, нотес, пенкало, тоа секој беше на новината. И јас од тоа да деца беа дека малку покрасни, си играа таму во двор, јас седам да ги нагледувам и си почнав на хартијата. Значи, веќе кажав и зачиня дека е тоа приказна што мене ми беше раскажана и јас само сакав да ја обликувам. Значи, нормално дека името на ликовите, настаните се смените, од тука таму преместени од ова насода во друга улица се смените тие работи, да се заштитат. Ама, така почна. Значи, седнав, не знам колку страни, може би десетина за тие дени да изпишав, дојдев дома и тоа го пренесов на компјутер. И понатаму толку. Так. Значи, секогаш кога имав слободно време, си седнала и си продолжував со така. Так. Значи, инспирацијата, како што рековте и тоа тежнение за пишување од секогаш тлеело во вас, меѓутоа дошло до кулминација кога еве сте почнале да ја пишувате Ќерката на дрвосечачот и мислам таа писателска занес ве однесе и на друга книга и ја издадовте Тајната на Алексови. Тоа е вашиот втор роман. Од каде се инспириравте? Еве, кажавте го во претходното излагање за Ќерката на дрвосечачот дека станува збор за раскажана приказна, дека само сте ги смениле имињата на локациите. Од каде следуваше инспирацијата за втората? Во Тајната на Алексови има голем дел вистинско приказно, меѓутоа јас секогаш така го споредувам. Значи, ако во Ќерката на дрвосечачот 70% е вистина, а 30% има до оформување на приказната, а Алексови е 70% до оформување, а 30% вистина. Значи, мене основата ми беше вистинска приказна и јас понатаму сето тоа го обликувам во приказна. Значи,
најголемите моменти во двете книги се вистина. Так. Дали потеклото на авторството е таму каде што ние можеме да кажеме да се сретнеме со бесконечно многу приказни и се среќаваме, секој од нас се среќава со многу животни приказни и своји туѓи. Меѓутоа умешноста на еден автор, на еден писател е тоа да може да го преточи во јазик, односно да му даде тело, да му даде постоење во вид на книга, во вид на текст и така натаму. Кажете ми најновата ваша книга, Куклата на Ана, тоа е трет поред роман, неодамна издаден. Трета книга, да. За каква книга станува збор? Куклата на Ана е книга со 15 разкази. Значи, тие се исти така, да речам, мини романчина. Бидејќи веројатно драмата лежи во моето срце, не? Едноставно јас многу емотивни природи на работите и овде се навистина 15 емотивни животни разкази на луѓе кои јас претежно ги познавам. Па можам да речем дека само 3-4 да се раскажем на други личности. Значи, повеќето ги познавам. А дури јас и кога ги пишував разказите, јас ги давав на луѓето да се ги прочитаат. Иако се отменете и нијато такав да знаат дека нешто е напишано, ги пишував без да ги прашам, ама ги давав после тоа напишано да ги прочитат, зашто секој се работи некаде за воспитални теми. Така да, мене инспирацијата ми е животот, значи животните присадни со мене. Може би е нешто тоа во мене, не знам како да кажам. Може би ете, што ви кажа моја пријателка, ти си магнет за несреќните луѓе. Значи, кога треба да се помогне некаде, мене се случува да ми се обрати некој, дали за некој пари, дали за нешто, за било каква помош. И може би ете тоа, ги гледам тие луѓе како луѓе. Јас така мислам дека е тоа, значи, затоа што да внесеш толку емоции во нешто што го пишуваш, се троши себе. А мораш да влезеш во душата на тој што го преживеа тоа, да можеш да сватиш како се чувствува и да можеш да направиш тоа така како да допре до луѓето. Не е само да го напишеш, нели? А ако не допре до срцето на човек, значи не се направи ништо. Ќе се согласиме дека една нишка од авторството е таа емпатија кон луѓето и способноста да ги доживееме туѓите судбини како своји и да се идентификуваме со нив и да ги на некој начин кога раскажуваме за нив, кога зборуваме за нив, кога пишуваме за нив, да ги почувствуваме на своја кожа. Дали втората нишка можеби е твојата идентификација со некој од ликовите? Колку, например, во главните ликови од расказите или во некој од споредните ликови си ти? Не. Јас едноставно, значи, како кога читаме книга, не знам сега вие како приоѓате на тоа, јас пример повеќе сакам прво книга да прочитам, после тоа да го погледнам. Зошто? Затоа што додека ја читам, јас си ги замислам ликовите, како треба да изгледаат. Едноставно, дури до бојата на очите, бојата на косата, до начинот на обликување, начинот на изразување. Така беше и со сите мои работи што сум ги написала, и кажам работи што сум ги написала, зашто романи и разкази не винаги е исто. Сепак пишано дело, ама друг жанр. Значи, јас едноставно се ги замислував како фигури луѓето, значи како би изгледал тој, каков карактер, зашто таков карактер. Значи, понатаму, согласно на тоа да речеме, локациите, кои се случуваат работи. Значи, јас не знам другите автори како работат, ама јас имам обичај дури на хартија да си доцртам градот. Да ги цртам купите каде, се случуваат на станите, каде прво помислувам. А понатаму кога пишувам, значи некогаш се влегува сосема десета работа од таа што не замислила на почеток. Може јас сакам да речеме да ја сместам во грче приказната, ама кога ќе почнем да пишувам, значи некаде во некој момент не ми се поклопува. Јас веднаш се пресувам во некој друг дел на градот, иако двете се дел
попинели действото дел на помолијата. Така, за расказот чинам дека ќе ме поправите затоа што јас немам авторско искуство со раскази, имам само читателско. Многу голем процент од она што го пишуваме е компатибилно, кореспондира со реалноста. Меѓутоа секогаш го има оној момент на имагинација. Вие како автор веќе кажавте дека ги замислувате еве и куќите каде што ги сместувате ликовите и самите ликови и нивната коса. Колку е тоа битно, затоа што сите можеме да пресликаме една реалност. Меѓутоа, дали тоа ќе направи автентични автори или баш тоа чувство развиено на имагинација што го имаме? Много е битно. За тие, значи, и раскази, и делови, каде што јас лично сум била присутна, значи, тие се многу автентично опишани. Значи, одемено во предвид, дека действијата во аптеката на Дрвесечето се одбива од 70-те години наваму, а во тајната на Мусови уште порано. Значи, јас нормално претходниот период не сум била жива, меѓутоа сум го замислувала од сето тоа што животот ми научила, книги што сум прочитала, телевизиски емисии што сум гледала, што сум слушала, како се живеело во тоа време. Значи, тие работи се опишани автентични. Делот, путите во кои се случуваат настаните, се сосема верни. Значи, точно како што јас сум ги видела со своји очи. И навистина имагинацијата и реалното се мешаат понекогаш, затоа што ти можеш да го замислиш, ама за да го замислиш, мора да си го видел нешто. Затоа што ова не се, да речеме, СФ романи, па се удриш Фикција. Да, така и таке работи да се. И тоа се секој настани што се случило некаде во некој дел на градот, некаде во некој дел на државата. Ната, дали има вистина во тоа, писателите обично велат дека пишувањето е техника, вештина која што има развоен карактер. Дали со пишување и ти како автор се развиваш? Дали сметаш дека секоја твоја следна книга те оформува, те развива или те носи во други правци како автор од твојата претходна книга? Јас искрено воопшто не размислувам на тоа и ниту па пишувам со некакви планови. Нити почнав да пишувам со некакви планови. Значи, јас буквално можам да кажам дека црквата на Дрвесечето, секогаш го повторувам, е пишувана лично за мене. Едноставно така јас си напишам, значи нешто што излезе од мојата душа. И може би затоа толку многу емоции сум нела во неа, така е тоа. А кога веќе беше оформен материјалот, значи јас морам да ви ја кажам таа историја малку на црквата на Дрвесечето, како почна све. Тоа е веќе во 2000-та година, кога таа глава беше завршена и ја имаш во компјутер, писмена сум за толку, нели, цел живот работам во новинарството, знам македонски јазик, 3 сум полагала, така да кај треба точка запирка. Ама не сум сигурна во тоа дали е тоа нешто што народот ќе сака да го чита, или дали и еден човек ќе сака да го прочита. Иако мојата философија беше на 20, на 200 души да им се добре. Си го нашла така за своите читатели и тоа не е тоа доволно. Значи, не е пишуваме со некој план така на јас прво што направив се обратив со 20 еминентни македонисти и писатели, да речем, за това се много сум благодарна, значи на 20 тоа се случеше пред 20 година, може веќе и заборавил, меѓутоа едната рецензија за црквата на Дрвесечето, да се конкурира и Министерството за култура за црква беше од него, а другата беше од Горијан Петровски. Јас со Горијан разговарах пред да отидам да ја земам рецензијата од него, ме викна и рече дојди и седнахме малку да поразговараме. Тоа што имаше он за книгата ми го кажа. Јас имам само едно прашање за тоа. Викам, дали ова нешто вреди или личи на викенд романче, треба да ставам во канта за други, затоа што сум пишувала 2 години, сум пишувала, времето си поминало и готово, сум се забавувала додека сум пишувала. И он рече, дали тоа, значи дека да е нешто за ваканта за други, значи не вреди, може би нели. Некои работи јас на друг начин би ги направил, ама тоа е твоја, значи ти така си замислиш. Една ми напише многу добра рецензија, навистина за книгата,
ама за жал јас таа прва година бев одбиена од Министерството. Втората година повторно бев одбиена за средства, а лично нема средства. На третата година, третиот пат мислам тоа конкурирав подобно со како друга издавачка кажува на неговиот глас. И тоа уж бев одбиена. Тропнав на вратите на неколку издавачки куќи, значи бев одбиена, што мислам понатаму да не го повторувам целото тоа. И просто некои 7-8 години, може да кажам, значи може би од презапатеност на работа, а и дел нормално да разочарано со тоа што никаде не најдов на слух за издавање на ракописот. Значи јас поставив фолдерот во компјутер, значи петката беше завршена. Дел од разказите беа напишани и почетокот на Алексис беше почет. Сето тоа го собрав во еден фолдер, ги викнав моите две деца и им реков: ова е нешто што јас ми го напишав. Јас повеќе немам сила да се борам со издавачкото, оставам го аманат на вас. Ако некогаш може да ти издадете, ако не, избришете во фолдерот, цели како да не постоја. И толку беше. Значи, кренав јас искрено, па дури престанав и да пишувам искрено, известно време, затоа што работата не даваше цела. Значи, многу работа. Значи, истина, одговорна работа е, работењето во вестниците, те барам 20 сати некогаш, не е 20, или 26 кога да ние да бидат присутен во работа. И така да тој дел од пишувањето го тргнав на страна. Се до 2019 година, октомври, пред последниот ден на конкурсот на Министерството за база. Сега морам да спомнам издавач, затоа тоа е мојот издавач. Сакам книги, така, ќе ги спомнеме со задоволство. Морам да ги јако потреби задоволство, затоа што нали сме потребни книги. Значи, на нивната веб страна се не на веб, на Facebook страната се објавуваа правила за пишување на романи. И беа дадени некаде до 4-5 правило, и јас случајно преведував по цела ноќ да работи за книгите што ми треба, работи по 5-6 сати, потоа одмарав малку постанував продолжував на работа и така. И кога го прочитав тоа петото правило, себе вака се веќе види сега. Цел свет плаче на турски филмови. Само бараат млади актори, луѓе да се активираат во пишувањето. Јас, мојата книга со 19 години не објавена, а никој жив не покаже интерес да отвори, зато што јас и таму кој што ја нудат, никој не отвори да види што тоа беше. Значи, едноставно ми вика, ние работиме само со средството, немаме пари, ако само се финансираш и така. Значи, јас не знам нешто ме потикна во тој момент, во 5 сат на утро, морам да имам след да се легнам. На Иван Стар сценичка го натакам книги и напишав една подолга порака. И напишав вака. Знам дека не сте вие винни да се ходите на издаваштвото, меѓутоа ги читам вашите правила и во себе си викам вака. Значи јас имам ракопис што 119 години, за кој никој не покажал интерес, а вие non-stop барате автори и не наоѓате. Не сакав, значи, воопшто таа не е вино, не се знаеме, не се познава на таа соцова, значи, видела што јас имам написано. Јас само на крајата и само ми реков, ако сметате дека тоа што ќе ви го пуштам вреди да се прочита, прочитајте го. Ако не, ви само дишете апаратата, како и да не постоја. И пуштиш само 15 на страна од ракописот. Ти си заминав на работа по 7 сат, веќе во, мислам дека се единица, јас од неа да иди хората, и најде ова векува, што го прочитав, дали може да ми го прачи целиот ракопис. Јас така се реков, ја на тоа копија го разгледав да го читаш, па на издавачка куќа веднаш го оставам и го пратим. Поглавното до 4 сат, да ви хората да имаме дека одиме на конкурсот на Министерството. И после тоа, значи, првата средба со Ивана, она ми ја каза другата страна на апликацијата. Значи, она спремала апликации за конкурирање во Министерството. Имала 10 ракописи, од кои 9 сметала дека се неистина време, а 10 некако воопшто не ја паќа лого.
еднаш ќе го викам таман, ќе го фатам да го сработам, нели треба податоци и се тоа да се спремат за конкурсот, ќе го пак ќе го фатам, вика 3 дена се маче така, доаѓа твоја практика. И си рекол, еве атететата книга. Во точно време. Да, она се јави на тој конкурс и на тој конкурс добивме петката, така тргна нашата. Навистина убава приказна и еве пофалба до издавачката која ја сакам книги кои што покажале интерес и разбирање и трпение да го прочитаат вашиот ракопис и да препознаат потенцијал кој што подоцна нели го препозна и самата публика и денеска можам да кажам дека едно од најдобрите остварувања кои што ги има издавачката која ја сакам книги. Дали во моментот активно пишуваш и која четвртата можеби книга што можеме да очекуваме? Имаме четврта, нормално, јас имам идеи за повеќе, не е само четврт, исто така има 11 што мене ми е останат по глава и кој сакам да го реализирам во книга. И до сега може би ќе беше попост, затоа што јас од од март како ја завршив тајната на Алексови, само 2 разкази имам да пишам за уплата на. Значи нема многу креативна дејност. Во тој период, ама имам здравствени проблеми, со преломи на рацете, значи нешто што ме онеспособуваше да работам, а не да мислам. Затоа можев да мислам и да смислувам, ама не можев да кусам, така и сега имам проблеми се со. Мислам дека брзо ќе се реши. Да, ама идејата стои. Ама идејата е тука, да, така да не знам, значи не кажувам периодот, што никој не може да знае колку време ќе трае пишувањето. Така, ние со нетрпение очекуваме да прочитаме и да имаме твојата четврта книга во публикувана верзија и овие 3 книги топло ги препорачувам на сите наши гледачи. Дури куклата на Ана ќе биде дел од наградната игра што ќе организираме веќе од утре и за сите кои што ќе бидат заинтересирани да аплицираат за учество во наградната игра, ќе им ги споделиме условите на нашата Facebook страница. Тебе ти се заблагодарувам за овој прекрасен, пријатен разговор. Навистина е неисцрпен разговорот и темите кои што се наметнуваат од разговорот, меѓутоа во интерес на времето ќе мора да го прекинеме тука и се надевам дека за четвртата книга повторно ќе се видиме и повторно ќе размениме по некој збор. Сметам дека доволно кажете, нели, дека можам само да ги поздравам читателите, кои имаат одлуче да не викаат наша надеж, да им надеж. Може само да им кажа, читете и понатаму, јас се трудам да пишувам до вас. Така, ти благодарам, Нада.